Can you imagine a country where you can still find ancient towns ruled by a crystal clear sea? Yugoslavia is a country with a long, turbulent history. After World War II, it became a socialist federation made up of 6 republics and 2 autonomous regions. It speaks 5 official languages and prays to an Eastern Orthodox, Catholic, and Muslim god. This is no imaginary land. This is Yugoslavia. Периодот од 1974 година до 1991 година е период на видлива криза на југословенското општество кој доведе до неговиот распад. Може би тој распад на Југославија и на социјалистичката заедница започна со антилибералниот удар кој Јосип Броз Тито го изврши во почетокот на 70-тите години. Наместо интелектуалната елита, наместо луѓето кои може да понудат нови, излезни, подемократски решенија за развој на југословенското општество, кое очигледно и за развојот на самиот субјект на тоа општество, тоа беше Сојузот на комунистите. Значи, луѓе кои можеа да понудат излез од таа истрошеност на самиот систем и на самиот субјект кој раководеше државата, беа тргнати од политичката сцена. Тие 1970-1971 година беа пресвртница, тие беа последни години од еден вид македонска пролет што започна пред тоа, демократизација мала на животот и така натаму. И пак потоа, после 71 година, запливавме во водите на потврд режим на партиско раководење и партиски контроли. Повторно беа вратени оние стари револуционери, сигурни кадри врз кои Јосип Броз Тито можеше да се ослони, луѓе кои со ништо не го пореметува неговиот примат во таа партиска хиерархија и не го поматува неговиот култ на личноста во раководењето со државата. Во другите републики, да ви кажам, слични трендови имаше, меѓутоа тие не ја пресекоја својата интелектуална и политичка елита. Во Љубљана, Загреб, 71, 2, 3 година, доста луѓе исто така беа отстранети, меѓутоа многу повеќе пак останаа во елитата и тие можеа подоцна да го движат либералниот, реформскиот напредок на тие републики, за разлика од Македонија во која немаше алтернативна елита. Дозволите ми да предложим следеću одлуку о проглашењу Устава Социјалистичке Федеративне Република Југославија. Новите уставни промени што се извршија во 1974 година исто така представува манир на уставни промени во СФР Југославија, вклучително и во Социјалистичка Република Македонија. Нив ги предизвика економските состојби и очигледното навлегување на земјата во економска криза. Пораст на долговите кон странство, пораст на невработеноста во државата и ескалација на меѓунационалните односи. Кај Карделј и Тито постои еден страв од премногу централизација, а запоставање на републиките, при што се запоставуваат и политичките, и човечките, и стопанските ресурси. И по моје мислење тоа влијаеше многу за Карделј 72-3 година. Прво, да оди на еден устав кој ќе ги осамостои во позначителна мерка републиките. Второ, ќе даде нешто повеќе права на предпријатијата. И трето, до некаде ќе го стимулира плурализмот во и самостојноста во републиките. И сето тоа резултираше со Уставот 74 година,
кога републиките беа дефинирани како држави во вториот член на Уставот, со што се отвори една сосем нова и поинаква етапа во развојот на државата. За многу аналитичари, распадот на Југославија почнува од 74 година, од уставот со кој е федерализирана Србија, Социјалистичка република Србија, и со тоа беше таквото федерализирање и давање поголема автономија и самостојност на Војводина и на Косово, всушност го пробуди српскиот национализам и незадоволството на србите со нивната положба во федерацијата. Можеби тоа беше една од иницијалните капсули, иако веќе претходно на сцена се јави барањето на албанската народност за Косово република, односно тоа беше едно барање за рекомпонирање на границите на Југославија. Карактеристично е што овие уставни промени ја дезинтегрира земјата и на некој начин се создадува услови или се формира апетити на националните малцинства да појават желба и тенденции за нивно осамостојување и нивно профилирање во посебни републики. Всушност, кризата во Социјалистичка федеративна Југославија се продлабочи, а тоа имаше одраз и во другите републики, особено имаше одраз во посиромашните републики, какви што бевме и ние во Македонија. Но иако политичките несогласици од ден на ден биле се поевидентни, сепак коренот на пројавеното незадоволство кое во 80-тите години ќе се изрази во се помасовни и позачестени прекини на работа, лежал во глобалното заостанување на економскиот развој. Незаинтересираноста на производителите за унапредување на производството во услови на општествена сопственост, која се третирала како сечија и ничија, земала широк замав. Неефикасноста на економскиот систем била најчесто прикривана, особено во неразвиените републики со нереално прикажување на статистичките показатели. Се зголемувал јазот меѓу развиените и неразвиените републики, кое дополнително ги оптоварувало меѓунационалните и меѓурепубличките односи со меѓусебни обвинувања на едните кон другите. Голема улога во влошувањето на економските состојби одиграл Законот за здружен труд, донесен во 1976 година, чиј творец бил Едвард Карделј, најблискиот Титов соработник. Закон о удруженом раду резултат е заедничког и равноправnog учешća u njegovom kreiranju odgovornih društvenih i političkih faktora svih naših republika i pokrajina i svih struktura našeg društva. Predlog zakona o udruženom radu temelji se na Ustavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i odlukama 10. kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Zakon o udruženom radu će postati snažno oružje u rukama radničke klase u njenom istorijskom stremljenju u borbi za besklasno društvo. Со Законот за здружен труд се настојуваше да се даде повеќе аутономија, поголеми права на одлучување на работниците, на компаниите, на предпријатијата. Меѓутоа, и во тој дел веќе имаше една подвоеност, би рекол, и судир на концепти, затоа што оние политичари што во тоа време беа за пазарна економија, не можеа да прифатат концепт според кој постои социјалистичка пазарна економија, како тогаш што се октруира и во Уставот и во системот југословенски, затоа што тоа беше една контрадикција. Не може пазарна економија да има идеолошки примеси. Или е пазарна, или не е пазарна. Највисокото државно и партиско раководство низ засилената политичка пропаганда изразувало нереална надеж дека законот ќе стави точка не само на економските, туку и на се поизразените политички проблеми.
Дури и самото донесување на овој акт било темпирано непосредно пред националниот празник 29 ноември, денот на Републиката, и во присуство на Титовиот пријател, еден од најголемите комунистички диктатори, Николај Чаушеску. Понатаму следеле низа законодавни решенија за примена на одредбите на законот, меѓу кои било правото на организациите на Сдружениот труд да располагаат со девизите од извозот. Дополнителен конфликт изби околу тоа што законот, например, за девизно работење беше така лошо концепиран и поставен да нон-стоп имаше конфликт меѓу оние што се финални корисници на извезената стока и оние што учествувале во процесот на нејзино производство. Така што секогаш останава со кратки раце тие што биле, да кажеме, суровински или полусуровински производители, како што бевме ние. Имаше намера поразвиените републики, во случај Словенија, да можат да ги користат девизите од пласманот на производите во странство. Така да посиромашните републики беа приморани да ги купуваат тие девизи на девизниот пазар и да ги плаќаат многу поскапо отколку што беше нивниот вистински курс. Ако ти произведуваш вино, рефус, квалитетно, и тоа се извезува флаширано од Словенија надвор, а Словенија ги земе сите девизи, ако е $1 се заработил од тоа шише, и тој долар и припадне на Словенија, Македонија нема девизи, тоа значи дека нешто не е во ред. Може би во тој след на настани кои предходеа на распадот на Југословенската федерација, за мене може би најклучен е законот за здружен труд и договорната економија, законот донесен 1976 година, кој резултираше, неговото спроведување фактички резултираше во атомизирање, во распад на заедничкиот југословенски пазар и во распад на целокупното стопанство и во рамките на Југославија, но и во рамките на републиките со создавање на голем број организации на здружен труд, сложени организации на здружен труд, во кои основните организации требаше да се договараат, спогодуваат и на таков начин да функционира нивната целост која тешко функционираше. Тие судири настанаа и во партијата и во државата. Например, политичари како Глигоров, Грличков, кои има, зборувам за македонските, имаше и во другите републики, и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија, поготово луѓе и личности кои сметаа дека треба да се премине на чиста пазарна економија, но партијата со тоа не се согласуваше, затоа што ако преминеш на пазарна економија, тоа значи треба и плурализам во политичкиот систем. Например, во 2 години, 76-та и 77-та ми се чини, председател на сојузната влада беше Джемаил Бједич. Во тие 2 години Југославија се задолжи за $13 милијарди. По тогашни цени, по тогашна вредност, тоа е огромно задолжување. И доколку, например, тоа не се случеше, економските последици од неефикасноста на системот многу порано ќе се почувствува фактички пред смртта на Јосип Броз Тито. Со тие задолжувања, повторно беа приказките, градиме, не знам, 20.000 објекти во цела Југославија и така натаму, пропагандистичките позитивни тиради се ширеа во сите реферати на политичарите во тоа време, меѓутоа фактичката состојба беше дека тоа одржување на ситуацијата беше врз основа на големо зголемување на долгот на поранешна Југославија. Почна распадот на целиот овој економски пазар и немањето интерес на југословенските републики, немањето економски интерес сушност беше резултираше во тоа распаѓање, бидејќи кај нема економски интерес, нема интерес ни за заедничко живење во некоја држава, федерација или конфедерација.
Во текот на 1978 година, наречена Конгресна година, требало да се анализираат резултатите од примената на Законот за здружен труд и на договорната економија. Таа година биле одржани 11-тиот Конгрес на СКЈ и 7-тиот Конгрес на СКМ. На Македонскиот 7-ми конгрес наводно критички биле анализирани резултатите не само од примената на новите уставни решенија, туку и од дискусиите за карделјевите правци на развојот. Рефератот на Ангел Чемерски поднесен на 7-миот конгрес наводно под обсервација го ставил остварувањето на социјалистичките самоуправни интереси на работничката класа во СРМ. Биле критикувани СКМ и неговото членство, бил критикувани некој кој ја водел државата, но во принцип конкретно не бил посочуван тој некој, за на крајот да се извлече заклучок дека СКМ ја имал довербата на народот и заслужува позитивни оценки за неговата работа и треба да продолжи со остварувањето на неговата водечка и идејно насочувачка улога. Идеологијата остана таа до 90-та година и затоа во Југославија и во Македонија клучните реформи не успеа, иако повеќе пати беа почнувани реформи во Југославија, се разбира и во Македонија. Партијата, што беше тогаш на власт, покажа дека таа би го ризикувала нејзиниот опстанок, темел, ако ги прифати реформите, иако во државата сите што работеа, беа соочени со нужноста на реформите и ги заговараа реформите, во партијската структура постоеше многу силен отпор на реформите и дефинитивно се покажа дека не само што Сојуз на комунистите не е во состојба да ги спроведе реформите, туку тој и ги спречува, што доведе и до распаѓање на Југославија. Покрај општите стопански проблеми на ниво на Федерацијата, процесот на индустриализација на Република Македонија бил оптеретен со низа слабости кои оставили долгорочни последици врз развојот на Републиката. За особено промашување се смета фактот што не се водело доволно сметка за разместувањето на индустриските капацитети. Поголемите градови беа главни жаришта во процесот на индустриализацијата, така што во некои градови како Скопје, Тито Велес и други се јавила концентрација на индустриските капацитети со сите последици, од зголемувањето на трошоците на производството, транспортните и другите трошоци, преку проблемите со изграденоста на инфраструктурата, миграцијата и решавањето на стамбените прашања, до прашањата врзани за загадувањето на животната и работната средина на човекот. Посебен случај представува градот Скопје, каде биле концентрирани околу 1/3 од индустриските капацитети во Републиката. Таквата концентрација довела до бројни последици, меѓу кои секако неконтролираниот прилив на население, не само од околните села, како во другите општини, туку од еден многу поширок радиус, речиси од цела Македонија, Косово, Јужна Србија, Санџак и така натака. Механичкиот прилив на население тука растел повеќе отколку што имало можности за вработување, така што се јавила урбана пренаселеност. Во исто време неорганизираното населување довело до екстензивно ширење на градот во околниот простор, до населби со дивоградби и слично. Umro je drug Tito.
1980 година почина Јосип Броз Тито. Со неговата смрт фактички умре личноста која со неговата харизма, со неговата целокупна дејност, авторитет, љубов кој граѓаните со години ја негуваа кон него, секако тоа беше негувано и преку силниот агитпрот од 43 година се до 80 година до неговата смрт, но сепак тоа беше една харизматична личност која беше творецот на таа заедница на рамноправни народи и народности, творецот кој се колнеше во братството и единството. Во 80-тите години на 20-тиот век, комунистичките лидери во Македонија, контролирани од Колишевски, обстојувале на старите догматски погледи за улогата на партијата, државата, власта, политиката, творештвото и не покажувале политичка волја и зрелост да се носат со новите историски предизвици кои се појавуваа на југословенската и на европската политичка сцена. Болшевизмот, кој требаше да биде потиснат за сметка на либерализмот, доживеа ренесанса. Со оглед на фактот што дотогаш составен дел и центар на таквиот монопол беше Титовиот неприкосновен авторитет и неговата автократска положба во системот, по неговата смрт партиската бирократија го издигна слоганот „И по Тито, Тито“. Тоа значеше закостување на сите натамошни процеси на демократизација и либерализација на системот се до падот на Берлинскиот зид. Ние немавме слободен избор, ниту слободен избор на движење, ниту слободен избор на мислење, ниту слободен избор на творење, ниту слободен избор на место под сонцето кај ќе живееме на оваа планета, ниту слободен избор дури на живот и смрт. Значи, се беше тоа ставено под контрола. Непосредно пред смртта и по смртта на Јосип Броз Тито е познатиот процес на судењето на големиот македонски актер Ристо Шишков. Дојдете да ослободиме еден микролет! Чекајте! Стојте, комета! Чекајте! Стојте! Комета! Стојте, стоко! Имаше една, би рекол, кралска навика. Кралска навика имаше. Он на секого ја кажуваше вистината, што е дозволено само на кралеви. Вие не можете, како нормален, обичен човек, да кажувате вистини. Тоа е страшно, ќе е затворен. Значи, се поставува еден критериум на судење на луѓето за вербален деликт. Една недемократска одредба која ги ограничуваше правото на слобода на говор и на јавно изразување на луѓето. Бројни македонски творци паднаа во немилост, беа заплашувани, се полнеа и илјадници досиеа. Професорот Ѓорги Марјановиќ, покренувајќи јавна дебата против оваа антидемократска одредба, беше изложен на различни дисквалификации. И мој колега од моја генерација се сретнаме и почнаме да разговараме. Викам, што бараш ти тука на правен факултет? Од државна безбедност се вработи во држава. Па вика, ги следам професорите, посебно го следам професор Ѓорги Марјановиќ. Како можеш, викам, да го следиш нашиот професор Ѓорги Марјановиќ, кој сметав за мене лично, беше човек слободумен и навистина со едни, како да речам, интелектуални согледување во однос на човековите права. Него го гонеа за вербален деликт. И кога ми кажа дека го следи и дека му оди на секој час да запишува што говори, јас бев просто неизненаден, интимно револтиран, кога сватив каква репресија прави системот, комунистичката партија, самата држава во однос на интелектуалци кои се со слободарски дух. Во таа клима на притисок и репресија врз творците, особено е трагичен случајот на македонскиот поет Јонче Котески, следен во периодот од 1960 до 1990 година, а осуден и затворен во 1985 година за наводна непријателска дејност.
Во јули 1987 година, по околу 2 години затвор, Котески е пуштен на слобода за што бил заслужен пенцентарот и писателот Предраг Матвеевиќ од Хрватска. Психолошката тортура и полициското досие на писателот Живко Чинго заслужуваат посебна анализа. Прифатен од југословенската интелектуална елита како расен раскажувач, вклучен во врвовите на современата југословенска проза, Чинго во Македонија беше предмет на ниски подметнувања, чести повици од полициско-партиски функционери заради предупредување, заплашување, притисоци, одземање на пасошот, забрани за печатење на книги, претреси и така натака. Правев праизведба во Нови Сад, кај што победи на игрите војвоđански како најдобра представа. Правев изведба на Пасквелиев, внимавајте, во Риека, кај што беше представата прогласена за представа на годината во Хрватска, и правев премиера исто на Пасквелија во Народно позориште во Сараево, која беше еминентно антикомунистичка представа. И расказите во Пасквелија на Чинго, ако ги читате, тоест, мислам дека тоа не превозмогната проза на македонски јазик. Значи, можеат 3 народни театри, Босанскиот прв театар, Војводинскиот и Риека во Хрватска, тамо можевне. Ама овде не. Овде беше Чинго. Исплашена дека ќе ги изгуби затечените привилегии, потечката државно-партиска бирократија ја засили контролата над општествените текови. Историчарите беа под силно влијание на политиката, а политичарите пишуваа историја. Се продуцираа стотици страници посветени на НОП и социјалистичка револуција, каде во голем степен преовладуваа политички оценки над историската објективност, а табу темите се уште беа затворени во Пандорината кутија. Појавата на обиди за преиспитување на Титовото владење и време беа попречувани низ разни механизми. Меѓу другото, беше донесен и законот за заштита на името и делото на Јосип Броз Тито. Со овој закон всушност си се заштитуваа оние кои останаа да владеат во името на Тито и не сакаа да се откажат од стекнатите позиции, привилегии и моќ во општеството. Тоа се тие негативни селекции во кадровската политика, да не можат да дојдат млади и способни, образовани луѓе, за да можат да се одржат оние кои што ја креираат таа политика, кои што не се менува, и на тој начин се создаде една кадровска дупка, да речем, во нашиот систем, во Република Македонија, бидејќи доаѓаа луѓе кои по основна послушност и други критериуми кои што владеа во општеството. Можеби најкарактеристичен од аспект на анализа на моралниот кредибилитет на македонските комунистички лидери во залезот на нивната кариера е Вевчанскиот случај, кој всушност представувал бунт против бирократските деформации и привилегиите на функционерите од врвот на СКМ. Вевчанци еднодушно го кренале гласот против бесправното одземање на поголемо количество вода од вевчанските извори, отколку што било потребно, наводно за водоснабдувањето на селото Октиси. Од мај месец до април месец буквално селото Вевчани беше обседнато од полициски сили, од специјалци на службата за државна безбедност, при што оттепање и малтретирање не беа поштедени ни вевчанските жени. Имено се работеше за случај во кој вевчанските извори, односно водата од вевчанските извори требаше да биде одземена, и то не според договореното, него многу поголема количина за напојување, односно за вода за пиење за вилската населба Елен Камен, која се наоѓаше во близината на Струга и во која веќе врвни функционери градеа своји викендички. На случајот на едно село, на случајот на еден обично одземање на водата, всушност се прекршуваше, се гледаше смртта и залезот на една идеологија која премина во демагогија. Значи, едно беа комунистичките идеали на револуционарите, на револуцијата, на градење на општество, на социјална правда, а веќе друго се случуваше во името на некакви функционерски привилегии да се тепа и малтретира еден обичен народ.
По смртта на Јосип Броз било очекувано активирање на низа дестабилизирачки фактори на СФРЈ, меѓу кои најчувствителен бил национализмот. Во овој контекст прв ескалирал заташкуваниот албански национализам, кој бил поттикнат однадвор, но поддржан и одвнатре. Меѓу другото, председателот на соседна Албанија, Енвер Хоџа, во весникот Башкими ја објавил статијата «Силата на албанскиот патриотизам», која носи изразито националистички пораки. Лавината на Косово била уште посилно покрената, така што албанците под паролата Косово Република изразувале јасни сепаратистички барања и го интернационализирале албанското прашање. Поради тоа што настапи еден вакуум на ориентација, не знаеме каде ќе одиме натаму, само со пароли се управуваше, партиски пароли и по Тито, конгреси на континуитет одржува и така натаму, меѓутоа одењето на државата кон Европа беше запрено и заради тоа секој почна си бара чаре и зајакна национализмот. Сегаш имало некој национализам дури и меѓу комунистите и меѓу комунистичките раководства. Меѓутоа зајакна национализмот како партнер на комунистичката партија кој ја коригира и ја постепено разјадува. Почна огромна инфлација. Вредноста на динарот веднаш падна за 30%, 45% беше таа инфлација. Стандардот на граѓаните во 80-тите години падна на оној кој беше во 60-тите години. Значи, се повидливо е таа економска криза и економско заостанување на Југославија, а од друга страна, таа болшевичка стара гарда, револуционерна, која Тито ја врати на политичката сцена и која во изборот на кадрите и на функциите одеше кон тоа да бира само проверени и лојални луѓе кои ќе го спроведуваат тој систем, значи не можеше да се справи со предизвиците и да ја разреши таа тешка економска криза во која западна во Југославија. Додека беше Тито, се имаше постојано таа илузија дека ликот, култот, авторитетот на Тито држи се. Меѓутоа, таа илузија многу брзо после тоа се разби, бидејќи се виде дека со авторитети на тој начин не може една заедница се држи, туку мора да има многу други критериуми и стандарди. Почнува демонтажа на тој принцип, превладува принципот на паритет, на вето, на консенсус, што, да кажеме, на Македонија многу не и одговарал, меѓутоа на Македонија, односно бирократското водство и елита на Македонија во тоа време многу зависеше од југословенските фондови, фондот за неразвиени. Најмногу инвестиции во Македонија доаѓа од тој фонд. И на македонската елита и одговарало да има јака централизирана сојузна власт за да се добиват тие инвестиции, ја поддржувала таа власт. Макар што и ние сме имале одштета од тој наш став. Да кажеме, во една прилика нашите представници му рекле на Миколич, знаете што сојузниот буџет смрди, мириса на македонскиот тутун. Заради акцизите и така натаму. Меѓутоа не гласале против. Во 1981 година просечната стапка на невработеноста во СФРЈ изнесувала само 13,8%, при тоа во Македонија 21,5%, а на Косово 27,3%. Разликите биле доста остри, од светскиот рекорд на вработеност во Словенија до европскиот рекорд на невработеност во Косово. Се поставуваше прашањето на равноправноста на републиките. Бидејќи не се работеше за тоа дали економскиот систем функционира насекаде или не, туку се работеше за тоа како економскиот систем е поставен да не може да функционира секаде. Ако ти донесеш закон со кој ќе кажеш дека ќе воведеш безцарински зони во хотели со 5 звездички, во марини и слични некои околности кои, например, Македонија не може да ги има ни марини, ни хотели со 5 звездички у тоа време и на нив да им остануваат девизите
како нивна заработка, тоа значи ти автоматски ја хендикепираш неја како конститутивен елемент на таа федерација како република. Презадолженоста на стопанството и стагнацијата на производството, како и сопирањето на новите инвестициони вложувања, ја подкопувале несопирливо економската основа на државата. Тоа водело кон пораст на невработеноста, опаѓање на животниот стандард на населението и засилена емиграција на работна сила. Комунистичкиот морал се повеќе бил разградуван со бројни финансиски афери во сите југословенски републики. Од 80-та година, фактички од смртта на Тито, до 90-та година, цели 10 години, Југославија тогаш и Македонија во таа декада немаше економски раст. Имаше нулта стапка на економски раст. Почнува се помасовно да се одвиваат штрајкови. Од едната страна работниците од Железара, не знам, од Литострој, од други фабрики, масовно од Југославија организираат генерални штрајкови. Се почесто се случува да не можат да бидат исплатени личните доходи на многу од работниците. Се покажа дека многу од фабриките работат неекономски, односно мора да живеат со дотација од државата, а не живеат од сопствениот доход кој може да го реализираат на пазарот. Економскиот систем ја покажуваше целата своја малаксаност, својата невителност и беше јасно за аналитичари дека не може тој систем да продолжи така без длабоки реформи, а дотогаш сите реформи беа всушност глума, претење во рамките на истата идеолошка матрица. Економската криза всушност ја покажуваше неспособноста на целиот економски политички систем за одржување на единството во таа земја. Српското партиско раководство успеало во органите на Федерацијата проблемот на Косово да го наметне како југословенски проблем. Тоа во некои делови било протолкувано како кршење на уставите, бидејќи сите републики со своји полициски сили требало да учествуваат во спирувањето на состојбите во покраината. Било барано Централниот комитет на СКЈ да одржи седница со цел да се изврши ревизија и да се промени политиката кон Косово, односно како што се барало да се спречи притисокот врз србите и црногорците кои се помасовно го напуштале Косово. Југославија ги живеела своите последни денови. При тоа, кога се зборува за распадот, значајно е да се истакне уште еден мощне круцијален проблем, кој меѓу другото иницирал воспоставување на конфедеративен однос со Југославија. Тоа го прави Социјалистичка република Словенија со извесен број на амандмани на незиниот устав, усвоени кон крајот на септември 1989 година, кои биле во директна спротивност на уставот на СФРЈ. Проблемот на децентрализација се појави во најоштра форма и републиките се повеќе инсистираа на тоа да се осамостојат и да се развијат како политички центри. Значи и републичките влади и републичкото законодавство да добие повеќе значење. И тука избија големи политички конфликти и мислам дека и Милошевиќ на крајот се појави како продукт токму на тие сили што сметаа дека мора да се најде личност и начин како тој унитаристички концепт и без Тито да се спроведува и понатаму, но историјата си даде свој суд за тоа. Сакајќи да ја одржат Социјалистичката федерација по секоја цена и со цел да се реши прашањето за незината иднина, српските раководители барале одржување на 14-тиот вонреден конгрес на СКЈ. Тој бил одржан од 20 до 22 јануари 1990 година во Београд. 89 година јас бев избран за председател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. Како председател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, по функција јас бев председател
член на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, кој што ги почна подготовките под притисок на се поголемата криза економска и политички односи меѓу републиките и покрајните, ги почна подготовките за тој 14-ти конгрес. Барем 6 месеци патувавме во Белград на состаноци додека се постигне согласност да се одржи тој конгрес. После речиси 6 месеци постигнавме согласност дека на конгресот нема да има надгласување за прашање кои што републиките ги сметаат дека се од нивен витален интерес. Тоа парче хартија, кога почна конгресот, беше едноставно фрлено в корпа од страна на српското раководство. Стампедото на надгласување започна затоа што господинот Милошевиќ знаеше дека на тој конгрес од 800 делегати мнозинството се срби по националност. И конгресот со мнозинството српски комунисти го одби тој амандман и пред тоа имаше други прашања. И од тој момент словенските комунисти немаа избор, речиси, пред нивната домашна јавност. Тие го напуштија конгресот. По нив веднаш истата постапка ја превзедоа хрватските комунисти и тие објавија дека го напуштаат конгресот, бидејќи на овој начин не се договориме и не може да се работи. Уследи пауза, јас ги повикав делегатите од Македонија и им реков дека и ние се враќаме, бидејќи мојот тогашен став беше дека нема Југославија ако нема една република во составот. Ставот на Милошевиќ, пак централниот, кој што ни случајно не можеше да биде прифатен ниту од словенци, ниту од хрвати, ниту од нас, ниту од мене, како разбирање на состојбите, сведен беше во реченицата: ние мораме да направиме модерна федерација, или ќе имаме модерна федерација, или Југославија ќе ја нема, а на прашањето каква е тоа модерна федерација, тие одговараа федерација во која што се одлучува врз основа на еден човек, еден глас. Тоа практично значеше дека во земја од 22 милиона жители, во која што има 12 милиона срби, дека секоја политичка одлука може да биде донесена врз основа на интересите на србите. Всушност се случи никаква, токму заради нивното неразбирање на суптилноста на односите меѓу толку нации во една држава. Не е тоа многу важно што, да речеме, се афирмирал национализмот и што се распадна Југославија. Најопасно е тоа што начинот на распад на Југославија кој беше избран без договор, туку со војни средства, со трајни последици, има и до денес последици тешки за сите држави кои се осамостои од поранешна Југославија. Проценките се и мои се тие проценки. Ако сме успееле ние по мирен пат да го решиме целиот тој спор и влеговме во Европската Унија, и не дојдеше до овие војни, сите во овој начин кој се наметне, како што се одвиваше распаѓањето на Југославија,
народите на Југославија изгубија 200 до 300 милиарди евра по сегашна вредност. Замислите сега тие да ги имат тие пари, што би значело, каков имот би имали, каква богатство би било и би биле на еден сосема повисок степен на развој. И покрај очигледната неподготвеност на повеќето македонски водечки политичари за радикално раскинување со федералниот центар, сепак Македонија поседуваше доволно интелектуален кадар кој што во крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години се најде пред историски тест да го оствари вековниот сон на македонците за своја независна држава. 89-та, 90-та, без никакви опозицијски притисоци, без никакви поголеми движења во Македонија, ние, тоа раководство, одлучивме Македонија дека мора да биде земја со парламентарна демократија, со повеќе партиски систем, со пазарна економија, функционална пазарна економија, каква што развиениот свет практикува. На 11 ноември 1990 година се одржаа првите демократски повеќепартиски избори во Република Македонија. Избраното еднодомно повеќепартиско собрание, парламент, било составено од пратеници од 9 политички партии, од 4 партиски коалиции и 3 независни кандидати. За прв председател со мнозинство гласови бил избран Стојан Андов, пратеник од Сојузот на реформските сили, економист, политичар во сојузните органи и амбасадор. Вкупно 119 пратеници кои гласале, за кандидатот Киро Глигоров гласале 114 пратеници. Наместо председателство како колективен орган, собранието избрало председател на Републиката. На 27 јануари 1991 година за прв председател на Република Македонија е избран Киро Глигоров. Во текот на 1991 година се одвиваа процесите за осамостојувањето на Република Македонија. Првото повеќепартиско собрание ги донесло првите најбитни одлуки за натамошниот тек и развој на македонската државност. Опште расположение и желба на собранието е декларацијата да се усвои со акламација. Мандатот за избор на новата влада председателот Глигоров му го доверил на доктор Никола Клюсев. Да предложам да се избере мандатор, човек кој има високо признание во нашето општество и да состави експертска влада во која секој кој ќе учествува во неа ќе биде представен во неа како личност. И ќе одиме во изнаоѓање такви решенија што ќе бидат во полза на општата добровит на секој нејзин граѓанин, за да може утре во мир, среќно и побогато да живее. Натамошен значаен чекор во процесот на мирно раздружување на Република Македонија од Федерацијата беше спроведувањето на референдум за идниот статус на Република Македонија, одржан на 8 септември 1991 година. Врз основа на добиените податоци од општинските комисии за спроведување на референдум за прашањето за суверена самостојна Република Македонија со право да стапи во сојуз на суверените републики на Југославија, референдумот е успешен. Така граѓаните на Република Македонија ја изразија својата суверена волја Република Македонија да се конституира како суверена и самостојна држава.